Топ тема, добро вечер. Во очекување на крајот од уште една недела, која треба да го даде одговорот како и на кој енергенс ќе се греат околу 60.000 домаќинства во Скопје, нови дилеми произлегуваат за околу 600.000 низ цела држава, кои немаат парно, но околу дилемите се околу нивните сметки за струја, ако ја има, после Нова година. Бидејќи сиот овој фокус на скопското парно зад себе всушност ја крие опасноста од помрачување, ако парното не биде стабилно. Дополнително пак сметките за струја по Нова година би можело директно да влијаат сите се уште присутни калкулации со какви енергенси ќе работат термоелектраните. Како ќе се преземи по која цена, кои се ризиците од префрлувањето на дел од јавните установи на регулираниот пазар, има ли чаре за бизнисот? За ова и многу други прашања вечерва во Топ тема разговараме со првиот човек на регулаторна комисија, Марко Бислимовски. Останете на тема, почнуваме веднаш по рекламите. Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија, гостин во вечерашната Топ тема. Добро вечер и добре доедовте. Многу голем фокус на парно за Скопје. 60.000 наспроти 600.000 домаќинства во цела држава. Не е малку абсурдно? Добро, значи во Скопје е битно да се обезбеди со стабилна испорака на топлинска енергија, бидејќи доколку вие потрошувачи во Скопје кои што користат парно, не го добиваат парното, нема парно, ќе треба да се греат на електрична енергија, дистрибутивната мрежа за електрична енергија во Скопје, во деловите на Скопје каде што има развиен систем за парно, не се подготвени да прифатат толку голема потрошувачка и тоа може да доведе до проблеми и во снабдувањето со електрична енергија во останатите делови на државата. Сега за сега грејната сезона започна, имаме вообичаен почеток на грејната сезона. Од аспект на првично има одредени проблеми, тоа е факт. Значи пукање на вентили, неплатени сметки за топлински подстаници или пак дефекти во самите подстаници и ЕСМ компанијата, веќе тоа е дистрибуција, излегува на терен, работи, по најголем дел постигнува на време да ги реши овие проблеми, така да и секогаш овие периоди на почнување на грејна сезона во градот Скопје предизвикуваат и забелешки и стандардни. Од аспект дека температурата во текот на денот стига и 22-23 степени, па се намалува и имаат забелешки во однос на затоплувањето. Сега имаме една исклучителна ситуација, имаме исклучително високи цени за природниот газ. Во Белград, например, стартот на грејната сезона се одложи за 1 ноември, тоа е во Италија е направено, исто така е одложена во најголем дел европски земји посеверни. Температурата која што им се гарантира на граѓаните е 19 степени Целзиусови. Ние се решивме оваа грејна сезона да започнеме како што било сите претходни години и верувам дека ќе има само до крајот на месецот. Ќе истераме цела грејна сезона како што треба. Значи, сега за сега е точно, купен е газ до крајот на октомври, според најавите кои што ги кажуваат од ЕСМ, до крајот на оваа недела, за уште овие 2-3 дена, чекаат понуди за да им се достават за природен газ и понатака ќе се обезбеди и природниот газ за месец ноември. Инаку што е карактеристично, во изминатиот период има промени на цените за природниот газ. Да речеме, ако летоска, кога се полнеа складиштата во Европа со природен газ, цената достигна и фантастични $3.000 за нормален метар кубен, сега имаме пониски цени споредено со тогаш. Но споредено со минатата година се уште се за 5, 6, 7 пати
високи. Да, но тие предвидувања никој не може да каже во која насока ќе се одвиваат, затоа што денеска е во тек министерскиот состанок на министрите за енергетика на Европската унија, кој пак треба да биде вовед во лидерскиот самит на Европската унија, на кој пак треба конечно да се утврди што ќе прави Европската унија. Денеска ако ги слушаме кој од министрите или државните секретари со какви ставови влезе, тоа е целосен хаос и на ниво на унијата. Почнувајќи од заедничка набавка на газ, ограничување на цените на струјата, ограничување на цени на газот. Секоја земја со различни предлози и контрапредлози. Тие одлуки, веројатно, освен руско-украинската војна, ќе го диктираат пазарот од крајот на идната недела, во зависност од тоа што ќе биде договорено, ако ЕУ успее да се договори. Апсолутно. Особено сега во делот на енергетиката, во изминатите неколку години ЕУ водеше една политика на зелено сценарио. Како резултат на тоа зелено сценарио беа затварани нуклеарни електрани, термоелектрани, голем број на мазутари, но со започнувањето на кризата имаме сосема спротивна ситуација, се отвараат термоелектраните, повторно јагленот се користи и спасува голем дел од Европа, повторно затварање на одредени нуклеарни електрани се одложува, што е сосема логично во овакви услови и за жал, според мен, она што го гледаме, постои одредена конфузија во самата Европска унија како треба да се изреагира во овој момент. Дали ќе се оди на ставање на лимит на цените за електрична енергија, особено што некои држави го направија, други се спротивни од кои што не користат природен газ и така натаму, но сето тоа не засега и нас. Едноставно ние нашето законодавство го прилагодивме на европското законодавство во и ние во не засега и од аспект на законодавство и од аспект на цени кои што ќе ги диктира сите реформи ги спроведувавме во согласно со европското законодавство. И се веле да се направи ова, го направивме. Тендер да се распише за универзален снабдувач, распишан тендер. Зелено сценарио и сега конечно верувам дека Европската комисија ќе помогне на Македонија. Побаравме ние помош од соседи, некои дадоа, некои не, но реално Европската комисија, Европската унија е должна сега да ни помогне. Вкупниот пакет на помош на ниво на Европска унија е 780 милиарди евра. Мора од тамо да се најдат средства за помош и на Македонија, и на Албанија, и на Србија, и на Косово, и на Босна и Херцеговина. Тешко нас ако се надеваме на таа помош, бидејќи слушајќи ги утрово сите министри и државни секретари на изјавите кои што ги дадо, се уште и Кајнев има дилеми на кој начин да се употребат тие средства. За чиста финансиска поддршка и не е никаков проблем субвенција за да ни помогнат со цел да им помогнеме пред се на македонските компании кои што се на слободниот пазар на електрична енергија, а делумно и тие што се на слободниот пазар на природен газ, затоа што и тамо се под сериозен притисок на високи цени. Што доколку не се обезбеди газ за тето, бидејќи се уште говориме во надеж дека ќе се обезбеди, колку другите енергенси ќе влијаат на цената? Значи, најдобро решение за сите е да се обезбеди природен газ за тето по цена која што би овозможила и производство на електрична енергија по цени кои што ќе им помогнат на македонските компании. Кои се тие цени? Колку вие би препорачале, би сугерирали? Во овој момент, доколку со овие цени на природен газ, барем што бе изминатата недела, од ден во ден се менуваат, таа цена за природен газ изфрла цена за електрична енергија која што е повисока од Хупекс. Како што паѓа газот, имаме тренд овие 10 дена намалување на цената и на Хупекс. Значи треба да се најде поевтин газ како
енергент, тето да ја произведе таа електрична енергија и да се даде во најголем дел на располагање на македонските компании, особено на оние кои што имаат производни процеси и кои што сериозно се погодени од оваа енергетска криза, бидејќи нивните производи кои што ги пласираат на нивните пазари се проблематични од аспект на зголемени трошоци за електрична енергија. Добро, која е цената, еве на пример, која регулаторна би ја препорачала за мегават час од Тетово? И сега тука имаме многу, ако се постигне договор со нив, ако се најде поевтин газ и ако почне да работи како минатата година и ги произведува оние 60% кои што ги користеа компаниите. Значи, Тето, доколку произведува, ќе обезбеди предси топлинска енергија за граѓаните од градот Скопје, и тоа некаде е помеѓу 60 и 70% по пониски цени од тие што се на топланите. Впрочем, тоа е придобивката на една когенеративна постројка. Значи, со работата на Тето имаме две придобивки. Електрична енергија за стопанството, по пониски цени од тие што се од пазарните, и топлинска енергија во градот Скопје по цена која што е пониска отколку цената на отколку што е цената на топлинските производни единици кои што ги имаме во моментов во градот Скопје. Мене ако ме прашате, најдобра цена е околу, да речеме, со овие случувања што гледаме. Мегават час, на пример. Колку би била најдобрата цена? Што е можно пониска да биде, сега не би можел да шпекулирам. Во моментов некаде цената на Титиев берзата изнесува околу $1250 за нормален метар кубен. Да биде оваа цена ние што ќе имаме кај нас, ако се обезбеди, се и тоа е условно, се што е под пазарната цена би било добро. Затоа реков дека многу е тешко да се каже. Има многу ако, но вие правите калкулација. Минатиот декември беше 14% поскапувањето, во јули имавме повторно, мислам, 14%. Сите овие инпути, варијабли, кој енергенс, каков енергенс, ќе влијае и на евентуалното поскапување во јануари. Во делот на топлинската енергија, прво да ја затвориме неа, па после одиме на топлинската енергија, доколку продолжи овој тренд на цени за природен газ, ќе немаме никаков проблем. Ако имаме газ, ако се префрлат на мазут, верувам дека ќе се обезбеди. Не е време за покажување на мускули, време е за покажување на солидарност, време е за разум. Газ, пред се да направиме се што може државата да обезбеди природен газ, бидејќи тоа е еколошки најдобро гориво. Потоа други опции има, како што кажуваат и од ДСМ и од владата, има дизел и мазут. Од аспект на пари, да, помалку се трошоците и за дизелот и за мазутот споредени со природниот газ. Но она што станува јасно во изминатиот период е дека иако цената на суровата нафта на светските берзи паѓа, цената на дизелот расте. Расте пред се заради тоа што дизелот се користи како воено гориво, дизелот се користи сега и во производните процеси и за електрична енергија, и во производните процеси кои што ги имаат компаниите ширум Европа, бидејќи го заменува гасот, бидејќи беше екстремно скап. Мазутари во Европа се затвараат и колку што читав неколку студии од реномирани експерти во Европа, постојат сериозни проблеми во однос на обезбедувањето на дизелот постојано. Значи, во Франција се затворени неколку рафинерии, тоа прави сериозен притисок врз цената на дизелот. Исто така, помеѓу другото, се стравува дали, поради тоа што голем дел од економиите во Европската Унија се свртеа на го користат дизелот се повеќе и повеќе, се стравува дали воопшто и дизелот ќе го имаме на пазарот. Значи, треба да се направат анализи,
најелегантно, наједноставно, Ги правите? најздраво, тоа се го прави други владата во делот на обезбедувањето на горивото. Најелегантно, наједноставно, еколошки најоправдано решение е природниот газ. Да посакаме овие цени на природниот газ и тренд на намалување да продолжат, за да можеме и македонската економија и потрошувачите во државата Ама ние, да ги издржат и ние како да се и сведат на едно граѓаните разумно и ниво. стопанството сите посакува и оние што кои не се на слободниот пазар. При тоа за мислам жал ние сите посакуваат да не бидеме во ситуација има до 1 ноември, за после тоа ќе видим. Видете, пазарот на природен газ е турбулентен. Ако се направеа набавки државата, ако правеше преку ЕСМ во јули, цената ќе беше $3,000, сега е далеку пониска од таа цена. Така да не може, многу тешко се предвидува. Фјучерсите па за природниот газ кажуваат дека во вториот квартал 2023 повторно ќе се врати на околу $2,000. Но да го оставиме тоа. Имаме одреден тренд на добивање на некоја висока, но разумна цена за природен газ, да бидеме среќни доколку тој тренд продолжи, за да можеме да имаме една релаксирана ситуација во пред се од аспект на притисок врз цената за топлинска енергија во градот Скопје. Да се задржиме на она што се И дополнително, само една секунда, доколку овој тренд на цени на природен газ продолжи, нема да има промена на цената за топлинска енергија од 1 јануари. Ако се зголеми, веројатно ќе има. Ако се сменат реагенсите, повторно велите, зависи што ќе биде. Дизел или Од аспект на трошоците за природен газ се повисоки во однос на трошокот за дизел и на мазут. Тоа си има факт е, но ќе имаме зголемено загодување, да не ни се случи тие пари што ќе ги заштедиме да ни завршат на онкологија. И самиот поменавте на почетокот дека еден од клучните аспекти всушност заедно со затоплувањето на овие 60.000 домаќинства е кои би биле последиците врз енергетскиот систем во главниот град, а со тоа и во државата. Сега, на ова се уште неизвестност, вие сте оптимист, добро, и владата ветува дека ќе се обезбеди, се ќе биде во ред со затоплувањето во Скопје, но ова сега имаме дополнително речиси зацементирана одлука на владата, училиштата, здравствените установи, дел јавни предпријатија, најверојатно 150 компании од прехранбениот сектор да одат на регулираниот пазар. Што тоа ќе значи? Прво, од аспект на стабилност, второ, од аспект на можност на ЕСМ да ги обезбеди потребните количини по тие субвенционирани цени како што тоа сега го прави. Значи, тоа беше и предлог и на опозицијата, и опозицијата инсистираше да се вратат на регулираниот пазар. Тоа го кажа во одреден период и од владата. И јас и минатата недела и оваа недела го повторувам истото, дека тоа не е добро решение. Доколку овие, значи, основни и средни училишта, јавни комунални предпријатија, одреден број на компании на кои што исклучително им треба пониска цена на електрична енергија, се вратат на регулираниот пазар, тогаш ЕСМ ќе треба да му продава на Ева на Хоум по цена од 48 евра за мегават час. Тоа е сосема јасно дека таа цена од 48 евра за мегават час, каде што во моментов продава ЕСМ, е цена која што не ги покрива трошоците на ЕСМ, и за да ги покрие трошоците, владата му ги покрива директно од буџетот. Значи, дополнително, кон тоа, ќе ни се зголеми и маржата на Ева на Хоум од 6 до 7 милиона евра, кое што ќе ни прави притисок за
цената од следната година. Што значи тоа? Го Нашиот споменавте. предлог- Ајде едно по едно. Што значи тоа 7 милиони евра зголемена Значи, маржа? ние маржата ја определуваме врз основа на трошок за набавка на електрична енергија, Добре. трошок за плюс трошок за пренос, плюс трошок за дистрибуција, плюс трошок за набавка од обновливи извори и така натаму, и на тоа удираме, на тој збир го множиме со процент од 11,5. Кога ќе ни се зголеми овој трошокот за набавка, тогаш, кога ќе по 11,5% во апсолутен износ, значи дека маржата би се зголемила за 6 до 7 милиона евра. Според мене тоа не е решение. Крајната цел на сите е да се обезбедат пониски цени на тие категории на потрошувачи кои што ви кажав. Основни училишта, средни училишта, јавни комунални предпријатија и компании кои што државата ќе оцени дека заслужуваат. Значи тоа е целта. Ја велам на нив да им се даде цена не по берза, да им се даде по цена пониска од регулираната, која што е на регулираниот пазар. Таа во моментов за нив е во просек околу 190 евра за мегават час. Не 190, да добијат пониска цена од 190 евра за мегават час. Но, трансакцијата да не оди ЕСМ Ева на Хоум, Туку? бидејќи во тој случај, уште еднаш ќе повторам, ЕСМ ќе продава по 48 евра и плюс ќе ни се зголеми маржата за 6 до 7 милиони евра. Туку, компанијата ЕСМ Продажба, која што има лиценца за снабдување со електрична енергија, директно да им продава на овие компании. На тој начин, ЕСМ нема да продава по цена од 48 евра, ќе продава по многу повисока цена. Делумно со тоа загубите кои што ги трпи поради тоа што продава за домаќинства 48 евра ќе се покријат. Можно е да се намалат и субвенциите кои што му ги дава на владата и дополнително ЕСМ Продажба е многу како компанија, учесник на слободниот пазар, е многу пофлексибилна отколку да бидат на регулираниот пазар. Регулаторната комисија за енергетика не може на месец дена да носи одлуки. Најмалку може фартално. Yes. А ЕСМ ќе може да ја следи ситуацијата на берзите. Ако расте, ќе ја зголеми ЕСМ цената. Ако паѓа, ќе ја намалува. Но битно е дека на тој начин портфолиото и цената која што ЕСМ ќе има на вкупното портфолио ќе се зголеми и ќе имаме вин-вин ситуација. И на ЕСМ ќе му се помогне, и на македонските компании, што е основна цел, ќе им се помогне. Доколку се врти преку Ева на Хоум, губиме. Губи и ЕСМ, губат и домаќинствата, затоа што ќе се зголеми сите губат трошокот во оваа за маржа. ситуација, бидејќи кога говориме за субвенции од буџетот, говориме за буџет кој што го полнат граѓаните, а знаеме дека ресурсите и на тој буџет се лимитирани, ако не се остварат некои кредитни задолжувања, ќе биде многу критично. Со ова што го предлагам, финансиската состојба на ЕСМ гарантирам дека ќе се подобри и потребата од субвенции барем нема да се зголеми. Која е подобра варијанта за граѓаните и колку ќе влијае на цената на струјата? Доколку имаме префрлање на универзалниот снабдувач и доколку имаме префрлање на доколку се оди на таа релација за која што еве и владата ве задолжила да ја изанализирате, продажба преку ЕСМ со цена пониска од берзанската, таков е ставот на владата. Доколку ЕСМ дава на Ева на Хоум, од старт знаеме дека имаме притисок врз цената на електричната енергија. Доколку ЕСМ Продажба директно продава на потрошувачите, немаме никакви промени на регулираниот пазар, ниту притисок врз маржата која што му е определена на Ева на Хоум по спроведување на тендер во 2019 година. Сосема е јасно дека вторава опција е подобра за сите. И за ЕСМ, и за домаќинствата, и за потрошувачите. Оно што на сите им е јасно е дека досега оваа цена на електричната енергија се одржува со субвенции
и она со што вие располагате како инструмент, вие ја нарекувате методологија, и јас во најавата реков енергетска математика. Многу непознати има се уште околу енергенсите за термоелектраните, за Битола, за Неготино. Колку сето тоа може да влијае на цената која што секако ќе ја утврдувате на крајот од година? Значи, на ЕСМ ние повеќе од 2019 не определуваме цена. На ЕСМ си е компанија која што се јавува на тендерот на Евана Хоум и вообичаено секоја година владата му кажува по која цена да продава на тендерот на Евана Хоум. Она што е најбитно е да се исполни планот за производство на електрична енергија кој што го најавуваат од ЕСМ и се на одличен пат да го исполнат. Според информациите со кои што располагаме, и ТЕЦ Неготино веќе одреден период работеше со 2 котла, Битола работа 2 блока, се најавува дека во текот на ноември ќе го имаме и третиот блок на мрежа, и доколку до крајот на годината стигнеме до годишно производство од преку 4 милиарди киловат часови, имаме стабилна и сигурна ситуација. 4 милиарди киловат часови производство е за околу 900 милиони киловат часови повеќе споредено со минатата година. Значи, треба и сите правиме анализи. Примената на блоковите како се одразува. Сега за јули и за август имаме добри параметри. Некаде 3-14% имаме намалена потрошувачка. Јас добар е сигналот, но треба да се знае дека јули и август не се месеци кои што се требаат за репер. Овој август беше подожлив далеко од колку минатиот, така да не се ги земам како гаранција дека ќе биде добар трендот. Добар е сигналот, ќе следиме септември, сега пристигаат податоците октомври, значи да видиме што значи примената на блоковите кај домаќинствата. За прв пат ги применуваме, не кажуваме дека е се добро, затоа дека е најидеално, доколку има потреба ќе ги променуваме, затоа правиме и анализи. Најбитно од се е да се задржиме на тоа производство кое што е потребно и да застанеме да видиме. Во изменатиот период, кога имаше потреба, да, факта дека зголемувавме цени на електрична енергија. Добро. Кога има потреба, во идеални услови да и кажеме, без големување на бројката на оние кои што се на регулираниот пазар, а сега е очигледно дека таа бројка ќе се зголеми, бидејќи многу компании ги користат сите можности за да се спасат и се префрлуваат и на универзалниот снабдувач. Се уште има простор низ законите да го прават и тоа е сосем легитимно. Дали во проценти, имате ли такви пресметки, може да се очекува дека поскапувањето под услов да се оствари планираното производство, да биде тука некаде до на 10% колку што беше последното? Доколку е се во ред со домашното производство на електрична енергија, доколку немаме други ценовни шокови во делот на набавки на електрична енергија на слободен пазар, цената на електричната енергија од 1 јануари не гледам причина да се промени. Докаде е изготвувањето на блок тарифите за компаниите, кои што го најавите? Значи, во комуникација сме со електротехничкиот факултет, ги прибираат податоците, веќе се собрани податоците од страна на Евана и сега ќе започне период од 2-3 недели, 4 на анализи за да видиме како најдобро да им се помогне на овие мали потрошувачи. Значи идејата е исто како што беше и кај домаќинствата, да се даде сигнал на тие што трошат помалку да плаќаат помалку и да има цена пониска па повисока и така натаму. При тоа внимаваме бидејќи кај одредени компании јасно е дека колку и да настојуваат не можат значително да ја смалат својата потрошувачка на електрична енергија и затоа правиме
пообемни анализи, па можеби ќе има врз основа на кое напонско ниво се приклучени, ќе ги делиме врз основа на карактеристики на потрошувачка, така да прерано е сега да збориме, бидејќи има многу опции. Кога ќе можат да го имаат тоа, бидејќи им е потребно сега? Ние тоа ќе го на домаќинство му е лесно да си го направи, колку толку да си го направи есапот, ќе вклучи перална навечер после 10 часот, или сега во овие услови, оние што не се на парно, а се сите домаќинства, до 22 часот со кебенце, после 22 часот можеби ќе се вклучи малку и грејење од климата. Како компаниите да го направат есапот, бидејќи за некој можеби тоа би значило работа во трета смена. Тоа пак за компаниите отвара низа на други проблеми и прашања. Па тука се синдикати, па трета смена, па дополнителни трошоци. И на регулираниот пазар за малите потрошувачи имаме ефтина тарифа, значи постои ефтина тарифа. Затоа викам да ги собереме сите податоци и ќе се направи анализа во која насока да се движиме, како да се помага, бидејќи не може поделба на блокови да има за фризерници и за дуќанчиња и да има истата поделба на блокови да важи за компании кои што имаат производен процес и поголема потрошувачка. Така да ќе има одредена поделба и за тоа велам дали ќе биде тоа врз основа на кое напонско ниво се приклучени, дали ќе биде тоа врз карактеристики на дејноста која што ја прават, дали ќе биде тоа врз основа на потрошувачка во претходна година, ќе видиме и некаде крајот на ноември, почетокот на декември ќе отвориме, можеби порано, средината на ноември, широка јавна дебата како што направивме и за блоковите за домаќинствата. Од кога би можеле да ги користат бенефитите и погодностите, односно да си ја планираат работата, бидејќи многумина немаат време за да чекаат јавна расправа. Од 1 јануари. Да. Најавивте и измени на правилниците за добивање на лиценци за трговец со струја во однос на влогот, банкарските гаранции. Колку се сега тие гаранции? Колку барате да биде? Сега нашиот закон за енергетика е либерален во тој дел и може и со одличен либерално се однесуваат и компаниите, па МЕПСО не може да се ги наплати долго. Во принцип има два пристапа. Има или да иде либерално како што е во Македонија, или во Бугарија и во Грција имаше за да се занимава со дејност снабдување со електрична енергија, тоа беше во Грција, некаде беше околу 20 милиона евро. Значи, ние тоа мора да го правиме во согласно со законот за енергетика и тамо не пишува дека постојат екстра услови кои што им се бараат начин и бараме начин сега тоа како да го изведеме во постоечкиот закон за енергетика и при тоа нема да важи за старите снабдувачи, бидејќи тие се извадиле лиценца со таа регулатива која што е, кога ќе дојде ден да се променат, кога ќе дојде да се продолжат, идејата ни е некаде помеѓу 1 до 2 милиона евра снабдувачите да имаат гаранции со цел во услови кога ќе има проблеми да може да се ги покрива трошоците на трговецот од кој што купил, да ги покрива трошоците на МЕПСО за дебалансите, едноставно за да може да функционира цел пазар на електрична енергија порелаксирано, но да, доколку се воведат тие гаранции кои што ќе ги бараме, тоа ќе влие и на цената на електричната енергија, бидејќи тие гаранции и тие негде ќе мора да ги платат во банките. Да, секако, меѓутоа до сега пак имаме една спротивна ситуација во која што без речиси без никаква одговорност или пенали откажуваат однапред склучени договори. За жал тоа е дел од пазарот, ние апсолутно не го регулираме и тоа е го има тоа право согласно закон за облигациони односи, понатака тие прашања се ги решаваат на суд. Едноставно ние сме побарале да бидеме посредници како медијатор, но за тоа треба да добиеме согласност од двете страни и до сега не се случило и двете страни да се согласат. Вообичаено потрошувачите и државата треба да го регулираат овој дел од пазарот, бидејќи очигледно постојат празнини кои што се користат. Дали ќе може, например, едно исто лице
собственик на фирма, која е надвор од пазарот, бидејќи му должи милиони евра на Мепсо, вие го откривте Mist Energy, дали ќе може таа компанија да формира нова и повторно да си добие лиценца без разлика што му должи 2 милиона на Мепсо? Значи, тие прашања околу долговите, Мепсо ќе треба да се ги расчисти и да се ги затвори тие прашања околу долговите. Бидејќи минатата година, кога се дигаше ука-бука дека сме краделе електрична енергија од Европа, па било вака, било така. Ние крадевме, забрана има. Јас тврдев дека тоа е механизам на дебаланси и тој механизам на дебаланси тие што правеа проблеми си платија на Мепсо и Мепсо на крајот во 2021 од цела таа приказка заврши со добивка само од тоа 11 милиони евра. Значи, верувајте на експертите што кажуваат и верувајте на институциите. Се дигна ука-бука, се краде, на крајот, кога се стави границата, тие што правеле дебаланси си платија. Кај вас доаѓаат крајот Мепсо ЕСАПите? Колку фирми му должат на Мепсо еве по овој основ? По основ од дебаланси ми се чини има 1 до 2 фирми кои што Мепсо предпоставувам се има и други обезбедувања и Мепсо мора да се ги покрие. Тие долгови си се работа на Мепсо. Тие и да не му платат, тоа е проблем на Мепсо, бидејќи неплаќањето на овие компании за дебаланси ние не го признаваме како трошок. Ние сметаме и такви се нашите одлуки, Мепсо 100% да се ги наплати своите побарувања за дебаланси. Исто како што правиме кај Ева на Хоум, признаваме 100% наплата, истото го правиме кај Мепсо. Дали му платиле или не му платиле на Мепсо, тоа е негов проблем. Јас верувам Колкав е тој проблем на Мепсо според тоа што стигнало како податок кај вас? Па не, како податок е некаде долговите им се околу 3-4 милиона евра и дел од нив веќе се сервисираат и се наплаќаат. Бидејќи Мепсо подели на рати, на повеќе рати им даде можност на снабдувачите да ги наплаќаат и мислам дека некои од нив и го наплаќаат тоа. Сепак, вие сте независно тело, но заедно со државата, заедно со владата треба да најдете начин многу посериозно да го регулирате овој дел, бидејќи изгледа некако апсурдно. Денеска ми одземате мојата лиценца, затоа што јас должам на XY компанија. Утре, преку нова фирма, јас доаѓам кај вас и таму за тие 15-20 дена, месец, два, колку се роковите што ги имате, јас си добивам на име на новата компанија повторно лиценца и си продолжувам да работам. Значи Мепсо може да одбие да се регистрира за учесник, односно МЕМО да одбие да ги се регистрираат во такви случаи одредени учесници на пазарот на електрична енергија. Но како и да е, според мене најелегантно решение е регулаторната комисија за енергетика да ги зголеми гаранциите кои што им се бараат на овие компании. Значи, може тоа со подзаконски акти или сепак ќе треба да има промена на законот? Ако има промена на законот, сега тука веќе ќе се испреплетат и многу политички интереси со оглед на тоа, ги знаеме имињата на дел од оние кои што му должеа на МЕПС. Законот за енергетика е измените на законот за енергетика го поминаа владиниот филтер и мислам дека и многу брзо ќе бидат во собрание. И ние ги правиме последните консултации со правни експерти, доколку може тоа да го решиме со нашиот правилник за лиценци. Сега ја не сум правник и според мене може. Чекам правнициве да кажат дали може за да го реализираме тоа. Бидејќи ние во крајна линија со правилникот за лиценци кажуваме кои критериуми треба да ги исполнува одредена
компанија, но чекаме да бидеме на сигурно за да не се расправаме после по судови. Дали еден од тие критериуми може да биде и тоа за да не ви се случи ова што се случуваше, да било кое лице кој што се јавува како основач, дел од компанија која што конкурира, а на која што во минатото му била одземана лиценцата, не може да добие повтор. Значи, ние издаваме лиценци на правни лица за управителите, бараме дали е осудуван, потоа бараме дали има некои други казни, сето тоа и доколку не е осудуван, ние издаваме лиценци. Значи, издаваме на правното лице. Но, ако критериумот го качиме за гаранцијата, ќе се избегнат сите овие проблеми. Секој, за да сака да влезе во овој бизнес, ќе треба да има помеѓу 1 и 2 милиона евра гаранција дека ќе ги покрива трошоците и кон МЕПСО за дебалансите, дека ќе ги покрива и трошоците кон трговците. Сакате да кажете дека нема да биде само бизнес за брзо богатење? Видете, согласно тие податоци кои што ги имаме ние, 2021 не беше успешна за македонските снабдувачи, а и првата половина од 2022 не е баш толку успешна. Значи, ги следиме, ги добиваме податоците, тоа се активности на слободен пазар на електрична енергија и не можеме и таму и ние, согласно и нашето законодавство, и европското законодавство, премногу да регулираме. Бидејќи јас ви гарантирам дека кога ќе ја донесеме оваа мерка за гаранција од 1 до 2 милиона евра, ќе имаме одредени забелешки и од секретаријатот на енергетската заедница дека правиме пречки за да може да има што е можно повеќе учесници на пазарот. Дека овие апсурдни ситуации како Мистер Енерджи и другите компании по конзервативно сценарио да мора да се затворат. Да има поголем ред. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме со разговорот. Се враќаме назад. Марко Веслимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика, мој вечерачен гостин. Господин Веслимовски, она на што сите сега се фокусираат, особено што го бараат и компаниите без оглед, дали се на регулираниот или на слободниот пазар, се изградба на фотоволтаици. Процедурите се тешки, дури и со оние олеснувања кои што ги направи владата за фотоволтаици до 40 киловати. Зошто толку бирократи? Значи, ја за другите институции не знам. Кај Регулаторната комисија за енергетика во 2022 година до сега имаме издадено околу 180 лиценци за фотоволтаици. Значи, претходно ако сме издавале по 10-15, максимум 20, оваа година имаме 180. Во просек, една постапка за издавање на лиценца за фотоволтаик ни трае околу 27 дена. Тоа е максимум што може да направим. За една година во Македонија се изградени и приклучени на мрежа 72 мегавати фотоволтаични електрани. Тоа е на ниво на Козјак. Македонскиот приватен сектор, македонските компании изградиле сите кои ќе се соберат еден Козјак за неполни за 10 месеци. Значи процедурите кај делот на Регулаторната комисија за енергетика работиме максимален рок е околу 40, меѓу 45 и 60 дена, ние ги завршуваме постапките за 28 дена. Бараме, кај нас се пократки постапките, поради тоа доаѓаат со издадено одобрение за градба, доаѓаат со извршен надзор, со извршен технички надзор, со готов проект. Кај нас дополнителни документи кои што бараме се документи кои што се вадат од Централен регистар, дали има за потврди за стечај и ликвидација, за потврди за неосудуваност, потврди дали имало некои товари, има друштвото, значи тие се документи кои што се вадат за еден ден.
бараме потврда од управа за јавни приходи за платени даноци, значи не бараме на број, можеби се многу, околу 22 документи се, ама мора ние да имаме потврда дека таа компанија што бара лиценца не е во стечај или не е во ликвидација. Тие се вообичаени работи кои што ги вадат за многу краток период. Ова 22 документи, како да дигитализацијата која исто така толку многу се збори и институционалната операбилност не постои за РКЕ. Значи, апсолутно постои. Документите кои што ги од институциите ги вадат за еден ден. Не за еден ден, за 2 часа и помалку. Значи не е никаков проблем да ги достават од компаниите. Сепак вршат дејност од јавен интерес и зашто тоа мора да го побараме. Толку негодувања и барања до владата за поедноставување на овие процедури? Тоа е во делот на одобивањето на одобрение за градба и во делот на пренамена на земјиштето, таму сакаат да се поедноставни процедурите. Од друга страна, сега има некакво поедноставување на процедурите, малку законот заглави во собрание, меѓутоа на крајот повторно доаѓаме до, бидејќи голем дел од овие кои што ги спомнавте, има два проблеми. Доколку се оди на отворениот пазар и втората опција, особено сега со фотоволтаиците до 40 киловати, тие мора да одат кај универзалниот снабдувач. И сега имаме приватна компанија која што од една страна мора да ги прифати, од друга страна кочи. Како да се забрза тој дел? Над 100 документи според неофицијални информации, тоа се значи над 100 вакви приклучоци чекаат на ред. Апсолутно, и ние правиме притисок врз електродистрибуција да го забрза издавањето на решенијата за согласност за приклучување и особено да се забрза изградбата на овие приклучоци. И тоа го правиме. Има одредени проблеми. Кои? Од аспект и електродистрибуција, компанијата, за да почне да гради, треба да извади одобрение за градба. Во некои општини се доцни. Роковите за електродистрибуција почнуваат да важат од денот кога извадиле одобрение за градба. И значи има и тамо проблеми. И вие кога го градите приклучокот и кога треба да раскопате улицата и да го ставите кабелот во дупката, треба да се добие одобрение за градба. Некои општини покажуваат разбирање и паралелно со копањето на дупката се издави одобрение за градба, некои малку го спорат процесот. Апсолутно се согласувам дека треба да се забрза овој процес и правиме притисок врз електродистрибуција постојан за да го забрза овој процес. Никогаш во Македонија факт е дека не се изградиле толку фотоволтаични електрани. И факт е дека има и во моментот голем интерес, меѓутоа видете, вие сте за 180 лиценци. Вие сте регулатори, во секој момент може да кажете да, ние сме независно тело, меѓутоа допревте еден интересен сегмент. Доцнат општините, доцни овој, одредени општини прават проблем. На крајот никој не ве спречува, и вас, и влада, и општини, бидејќи интересот на сите е да опстои стопанството, а на стопанството ова му е неопходно да се решат тие проблеми. Да се излезе дури и повторно со нови предлози за измени и дополнувања на законите, кои што би значеле едноставно, да не претерам, но буквално решавање до тој степен да тоа биде едношалтерски систем. Проблемот настанува во делот на градбата. Тука настанува во делот на добивањето на одобрението за градба. Некои општини се флексибилни и брзи. Напоредно со градбата се издава и одобрението за градба. Негде знае да се заглави и дополнително побаравме од електродистрибуција од Девана да се го зголеми капацитетот на компании кои што работат за нив при копање на Тоа е на доброволна основа или имате можност да го забрзаат целиот процес тоа да го направите и да ги законски немаме, тоа даваме насока како да се направи, бидејќи гледаме
дека има огромен интерес. До крајот на годината сигурно ќе имаме преку 100 мегавати. Следната година јас очекувам преку 100 мегавати повторно да има и едноставно таа инка која што се прави и во општините и во електродистрибуција да се пробие, да се канализира и да може што е можно побрзо да се завршуваат овие постапки за издавање на приклучоците. Господин Беслимовски, да сублимираме, јас пак ќе се вратам на првичните тези дека имаме се уште многу непознати, кај вас има многу оптимизам и дека се ќе биде во ред и неколку пати рековте да се надеваме дека цените ќе бидат стабилни, да се надеваме дека ЕСАМ ќе успее. Што можат конкретно во овој момент да очекуваат граѓаните после 1 јануари, бидејќи до 1 јануари можат да си го направат ЕСАП? Имаме пред нас предстои исклучително тешка зима. Имаме во овој период, ги споделувам со јавноста, позитивните моменти во однос на цена на природен газ на европските пазари, а со тоа и кај нас, и цена на електрична енергија, кои што да паѓаат. Не знаеме колку ќе биде. Треба да бидеме подготвени на секое сценарио. Јас кажувам кои се најоптимални сценарија. Природен газ да има за тето, да даде тето поевтина електрична енергија за топланите и да се држиме до плановите за производство. Значи, вообичаено е да се држиме до некој план кој ќе се каже вака треба да се направи, да се држиме до планот. Доколку ги реализираме овие работи, ќе имаме по-релаксирана ситуација. Знам дека и граѓаните се во неизвестност, но јас ги кажувам работите такви какви што се. Ако се биде во ред, што би значило тоа за сметката за струја за парно? Јас кажав дека ако продолжи овој тренд на цените на природниот газ на берзите во Европа, нема да има промена на цената на парното од 1 јануари и доколку се исполнат плановите за производство на ЕСАМ и доколку немаме драстично зголемување на цените на електричната енергија на берзите во Европа, не гледам причина да се промени цената на електричната енергија за домаќинствата. Господин Беслимовски, ви благодарам што вечерва бевте гостем во Топ тема. Вам во читувани ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со програмите на Телма.